Океј, беше за време на ковид, кога тој период, нели, онака градовите беа као затворени, нели не се правеше ништо, после тие одредени часови што ги дава. И отидовме ние во село, се сеќавам, ја, брат ми и мајка ми, во викендистере, живееме таму некое време, онака, пошто ни беше као послободно, имаме пристап до здрава храна, што се вика и така натаму. И така се роди идејата да отвориме фарма за кокошки, првично, каде што продаваме органски јајца, нели кокошки што се пуштени на слободно пасиште. И за тие 3 години додека траеше фармата, да речеме, онака продажбата и така натаму, научив многу лекции кои сакам да ги споделам со вас. Сметам дека е интересно да се направи влог на таа тема, со оглед на тоа што тие лекции се онака таймлес и верувам дека ќе ви помогнат и на вас, како што и мене ме онака ме опаметија. Првата лекција нека биде: не почнувајте бизнис без да имате некоја вештина. Што подразбирам под тоа? Ние кога почнавме со фармата, едноставно не поседуваме вештини за кокошки, например, не знаеме како се ранат, што се ранат, имаме доста загуби, да речеме, на тоа поле и не се разбираме што правиме, не знаеме колку храна јадат и така натаму, и едноставно кога немаш вештина, а имаш бизнис, онака си како не знаеш кај ти не знаеш што правиш, па гледаш на YouTube, па ова правиш, па тоа правиш, не си дозволил доволно време за да не ја научиш таа вештина претходно, пред да влезеш во бизнес. Мајка ми, пример, прави добри кифли. Онака ги прави навистина добри. Има нарачки цело време преку нашата фарма, преку нашата Инстаграм страница, има нарачки така натаму. Е сега, ако ти отвараш бизнис, а мајка ти знае да прави кифли, тогаш тоа е веќе друго. Знаеш, ти онака го земаш друг дел, превземаш нешто, знаеш да продаваш или така натаму, оке, гледаш и тоа е пак вештина. Меѓутоа, ако мајка ти прави кифли, а ти ги продаваш, тоа е веќе друго. Онака се работувате вие двајца за да направите нешто, онака за да имате бизнес, нели? Многу ми е глупаво кога некој ќе пушти музика, онака на сел глас, на паркинг и онака селечка, нели? Као what the fuck? Да. Значи, лекција број 2, лекција број 1 нека ви биде: научите прво вештина и после отворете бизнес. Добра, после вештината ќе ви биде онака basic и ако имате вештина, очигледно веројатно е дека прво вие сте вработени некаде. Знаеш, онака имаш вештина, работиш и во твоето слободно време можеш да го отвориш бизнисот. Онака не мора бизнисот да ти биде full time, туку прво си имаш вештина. Така знам некои луѓе имаат во писерија работи некој човек и после има некоја мала писерија онака на страна и си ја работи полека, си гради customer base и така натаму, а ова си го работи стандардно, пари си има таму, а полека во бизнисот си го гради со тек на време. Кога ќе бидете доволно добри во таа вештина и други луѓе ве бараат и така натаму, тогаш е време да отворите бизнис. Лекција број 2, ја би рекол, водете евиденција. Кога отварате бизнис, да речеме сте се одлучиле бизнис да отворите, од самиот почеток водете евиденција, колку се потрошиле, колку се продале, колку се платиле некој соработник и така натаму. Ние правиме грешка со тоа што јас стварно немам појма колку јајца сум продал, нели? А и понатаму да водев евиденција на месечно ниво, меѓутоа од самиот почеток немам никаква евиденција. На пример, ако сакате утре бизнисот да го продадете на некој друг или пак да привлечете некој инвеститор и така натаму, и он ќе бара евиденција, колку си продал, колку пари си вложил, колку те кошта тој материјал, колку те кошта овој материјал, така да ја ви препорачувам уште пред да влезе првиот денар, пред да излезе всушност првиот денар, пред да се одлучите било што, секоја подготовка, секој денар што сте го потрошиле на бизнисот да ви биде евидентиран. Јас дури во Австралија тука и во Македонија имам апликација на телефонот и водам евиденција за моите дневни трошоци, месечни трошоци. Точно знам во септември колку сум потрошил, колку сум заработил, во октомври знам, во декември знам и така натаму. Многу помага да знаеш во текот на годината што си правил. Тоа ќе ти биде онака евиденција дали одиш во вистинската насока или во погрешна. Океј, ова е лекција број 3. Уште пред да отворите бизнис долго време, ја ви препорачувам да станете популарни на социјалните мрежи. Има еден тип што има една пицерија во Скопје и типот ме инспирира онака, прво правеше пици дома, постираше на социјални мрежи, собираше лајкови, собираше фоловерс, викаше луѓе кај него дома да му одат на гости да ја пробаат пицата, да му дадат фидбек
И замислете, он го правил тоа година, 2, 3, 4 пред да отвори. Он е усовршувал писана. Станува популарен, по лека ги навикнува луѓето на тоа што следува. Не рипа одма да отвори бизнис па да чекаш муштери, нели? Исто на пример, ние со фармата одма отвориме па чекаме муштери. Многу е побитно прво да имаш YouTube канал, да речеме, не знам, тој фармерски живот да го покажеш, каков лајфстайл имаш, да снимаш интересни видеа. Еве на пример, на мојата Instagram страница на фармата, рилсовите што ги правев како хумор, како смешки, повеќе лајкови, повеќе споделувања имаат, него ли оние информативни слики, видеа што ги прават, не знам, јајцето е толку здраво, ова е толку здраво, кифлите колку се здрави, колку се домашни, не. Луѓето сакаат хумор, сакаат духовна храна и кога со текот на времето правиш видеа интересни на, како што реков, на социјални мрежи, луѓето се навикнуваат на вас, ве споделуваат и понатаму, кога достигнете одредена популарност, им викате дечки, здраво, ние сега извадиме нов продукт, они веќе ве знаат и они се спремни све да купат од вас. Онака ако е квалитетно, ако вреди, они се спремни да го платат тоа. Прво дајте им духовна храна на луѓето, дајте им забава, дајте им нешто интересно, ентертејмент и после навикнете ги полека дека имате продукт, дека ќе продавате тоа и така натаму. Има сезони, некојаш ти оди добро, некојаш не ти оди добро. Примерот со јајцава, кога ги продавав, за Великден, пред Великден тип-топ, после Великден некој период нема продажба, онака едноставно луѓето се заситија од јајца и не бараат јајца, нели? Така да затоа мислам дека лекција број 4 ќе биде нудете повеќе услуги и продукти. Што сакам да кажам по тоа? Имајте продукт кој што си помага на другиот продукт. Едноставно мора истиот стил да го терате. Не можете, пример, продавам сега јајца квалитетни, а па вон сезона продавам пирешки мрсни некои такви фастфуд. Не. Например, ние како направивме, имаме и зеленчук. Моите роднини растеа зеленчук, квалитетен, органски, продаваме и зеленчук. Искористиме популарноста на фармата, на самата, нели, Instagram страница и продаваме зеленчук. Продаваме торти, продаваме на мајке ми кифлите, продаваме, тука сум пишал, да, брашно. Исто така добро е, например, ние не го направиме тоа, еве пример ви давам. Во самото село многу луѓе доаѓаат во селото да не посетат, пример, така да видат како сме живееле таму, што сме правеле така натаму, и сега сме требале да им нудиме и смешта и плюс. Значи, што и да нудите и сите тие by product што можете да ги нудите без да ви одземат многу време, енергија, како што реков, кога се послободни, пример, нема продажба на јајца, ние ги пренасочиме тоа више од јајца во јувки. Имаме и јувки, нели, јувките се дехидриран производ и тие не се реципуваат, траат долго време, така да кога немаме продажба на јајца, продаваме јувки, исто така имаме и кифли, имаме и, како што реков, зеленчук и така натаму. Исто еден другар што има семичара, он има и кафемат ставен вендор машина пред самата семичара и он ми вика, брат, во месецот правам по 4, 5, 6 илјади денари само таа машина, што ништо не ја ни чепка, онака сама си прави пари, сама ја одржуваат луѓето, они само ти плаќаат што го користат твојот простор таму, нели? И он вика, со тие пари доволно ми се да платам сметки дома, да платам одредени трошоци, така да не се подпирате на една вештина, на еден извор на пари. Колку што можете во тој домен, да речеме, сега ние сме имале фарма, нели? Фармата значи природа, значи нешто органско, зеленчук, исто имаме и брашно органско од наши роднини што го растеа тоа, нели, го сеја брашно и така натаму. Имаме повеќе услуги, повеќе продукти, така да ќе бидеш заштитен, она covered up што викаат, во сите сезони, онака ќе нема баш зима за тебе. Затоа мора да се прилагодиш твоите продукти и твоите услуги да ја преживеат цела година. Океј, лекција број 5, ова нека биде последна за овој прв дел, да речеме, ќе има и да не го тупам многу, да не биде видео по 50 минути. Овој сум пишал, одберете помеѓу физичка продавница, онлайн продавница или супермаркет, дистрибуција, значи вака сега. Во нашиот случај, сега ќе ви кажам, ние беме као онлайн, да речеме, и се препираме на продажбата вршаме преку нашата дистрибуција, собствена, деливери, во Скопје, нели? За низ Македонија праќаме по карго, сепак ние беме као некој вид онлайн продавница. Имаш, нели, физичка продавница, кај што имаш продавница твоја, така? Плаќаш кире или што и да е, и самите луѓе доаѓаат и купуваат од кај тебе. Сега имаш и твојот продукт да го дистрибуираш по маркети. Ние тоа не го направивме, пошто некако ни се чинеше како голема процедура,
некако и парите као ми кажаа дека не ги исплаќале одма, некако не ги весијам работа со маркети, со нивни правила и така натаму, едноставно сакав да бидам ја независен, сам да имам контрола врз мојот продукт, врз продажбата на мојот продукт. Така да сега она што нас ни се случи е нели тоа е до вас, вие да одберете што вас ќе ви годи најмногу. Така да лекција број 5 е да одберете во кој формат ќе го продавате тоа. Да имате физичка продавница, еве да речеме пример сега кифли во мајка ми што ги прави, ги прави дома. И луѓето доаѓаат до кај нас дома и она ги продава кифлите. Многу едноставно, не оди никаде, не ги доставува и така натаму. Исто така и кога продаваме јувки, самите луѓе доаѓаат дома, ни се јавуваат, тогаш и тогаш кога дојдат дома, запишуваме, доаѓаат, многу беше лесно некако. И онака многу беше подобро за нас, дека не трошиме многу време и енергија на достава. Сега ќе ви кажам една работа што ја научив, бегајте од достава. Нема нешто полошо од тоа да вршите достава. Едноставно на почеток ќе ви биде cool, викате да, го возите цел град и носите дома на луѓето. И наплаќате за доставата, правите демек пари од доставата, нас не беше као 100 денари достава од човек, но после некој време ти се расипува колата, ти се расипуваат онака деловите, нели? Онака имаш опасност да удриш некого, имаш опасност да направиш некој сообраќајен прекршок и после некој време не станува хубаво. Едноставно луѓе го ги бараш по целиот град, па не биле дома, па биле дома, па заборавиле на нарачката и така натаму. Ја ви викам да бегате од достава, пошто доставата ќе ве осуромаши и што е многу лошо ќе навикнувате луѓето на достава и после некој време кога им кажете дека не правите достава, ние изгубиме некај 60-70% мештери ви изгубиме. Само ние што беа лојални и оние кои што навистина го ценат домашната храна, доаѓаат до кај нас дома. Иначе сите други избегаа, сакаат дома да седат, нарача излеа од друго место, поима немам, ми е гајле за нив. И многу е лошо кога самиот бизнис се подпира на достава, едноставно што ако не може да доставиш, што ако колата не ти работи, нас многу пати не се расипала колата и готова. Немаш достава, немаш пари, немаш мештери, немаш ништо. Бегајте од достава, не се залажувате со достава. Карго е друго. Карго доаѓаат кај вас дома, ви го земаат робата, тоа веќе е друга работа која е надвор од Скопје, пример. Ама ако е во Скопје, бегајте од достава, ќе имате повеќе проблеми со доставата и веројатно е дека ќе банкротирате од тоа. Физичка продавница е добра да имате или пак доставата да ви ја прави некој друг, како клипни јади или корпа и така натаму, тоа веќе е друго. Но јас цврсто верувам дека од дома или ако имате некоја физичка продавница како дуќан, најдобра опција таа као седете таму и чекате само доаѓаат луѓе купуваат си одат, како и да е на вас останува да одлучите што сакате најдобро да правите. Ја ви кажав века како лекција број 5, пред да отворите време е да одлучите во кој формат ќе вршите продажбата и дали ќе бидете на физичка локација или онлайн. Ја ви кажав кои се добрите и лошите страни на двете, па ваше да одлучите. Исто ова ми доаѓа како бонус. Ако имате бизнис кај што вашата customer base, вашите купувачи се во Скопје, вие сте се одлучиле да продавате во Скопје, пример, немојте да отварате фарма или нешто друго, не знам, правите домашни мармалади или што и да е, немојте да го отварате во село или далеко од Скопје. Едноставно самиот трошок при транспорт, фармата ни беше прво во село Зрде, тоа е околу 150 км далеко од Скопје и буквално додека ги однесеме продуктите до Скопје, прво користиме карго, па после тоа ние воземе, ќе банкротираш многу лошо и на крај не одиш во Скопје секој ден, да речеме, и не име носиш храната свежа. После се преместиме во близина на Скопје, беме околу 15-20 километри од Скопје и одма секој ден можеме достава да правиме, секој ден продуктите беа свежи. Така да немојте да одите подалеку од Скопје ако вашиот customer base се наоѓа во Скопје. Ако продавате преку карго исклучиво, тогаш може да се наоѓате било каде, тоа не е проблем. Ама ако продавате во Скопје, вие самите доставувате така натаму, бидете што е можно поблиску до Скопје. Второ, ова не важи да речеме ако сте манастир, нели манастирот луѓето доаѓаат до таму или пак ако имате туризам, не знам, во некое село или издавате некои соби така натаму, сепак верувам дека и да е некој место далеку, гледајте да има добра инфраструктура. Никој не сака да крши кола или да се малтретира преку едно патче 500 кривини да помине за да ве најде вас, пошто и да дојде некоја мала криза, вие ќе бидете прв на удара. Затоа бидете да речеме, не знам, претходно сме купиле ние пласт во Берова,
сакаме да имаме таму некои бугалови да градиме и така натаму. Отидовме во Берово бидејќи веруваме дека има таму борова шума, ќе биде супер, ќе биде као на Twilight и така натаму, меѓутоа не можеле да одбереме некое поблиско место до Скопје и таму да направиме таа наша оаза, да се направи таму смешто, да нудите некое интересно искуство. Не мора да биде во планини далеку каде што никој не може да ве најде, каде што е прилично небезбедно бидејќи нема добра инфраструктура и ако се случи нешто лошо, emergency и така натаму, ќе не можете да стигнете до болница или ќе не можете онака да нели општо да функционирате добро, ќе треба да возите долги растојанија до првата продавница, не е конвенционално, така ме кажам, ќе возите далеку до првата продавница, до првиот супермаркет за да купите некои намирници за нели за самиот смешто или ресторан ако имате, едноставно тоа не се исплати на долг рок. Океј, дечки, фала ви што бевте со мене. Овие беа моите 5 бизнис лекции од мојата мала фарма. Ова нека биде како прв дел сватено и понатаму ќе споделам и други лекции кои верувам дека и на вас ќе ви помогнат. Како и да е, фала ви што бевте со мене. Ако имате некој коментар, коментирате, прашајте ако нешто ви интересира, лайк, субскрайб на видеото и тоа е тоа. Фала ви што еднаш, па се гледаме. Чао.